Добар ден за гледачите во живо од Средното угостителско училиште Лазар Танев. Ова е најголемото училиште во Македонија, кое воспитува, образува и продуцира кадар за угостителската индустрија во Македонија. Го поздравувам првиот човек на училиштето, Небојша Вукович. Секој народ има своја традиционална кујна на која е особено горд. Така е и со нашата македонската традиционална кујна. Доколку на некој странец сакате да му ја представите нашата кујна, што би му препорачале од македонските специјалитети? Ние можеме да се гордееме со нашата кујна. Значи, нашата кујна, најнапред додека дојдеме до темата за тоа што би предложиле на странците, би можеле да кажеме дека има повеќе аспекти на разгледување. Значи, најнапред треба да го допреме историско-културниот аспект на македонската народна кујна, би можеле да го допреме географскиот аспект, социјалниот, па дури и демографскиот аспект, и од сите овие аспекти произлегуваат влијание и значење на македонската кујна. Интересен е моментот што векови наназад се користеле исти или слични јадења кои што и денеска се наоѓаат на нашите трпези и кои што се подготвувале на некој сличен начин. Ако зборуваме за историјата, ние во историјата длабоко имаме многу податоци. Да речеме за преносот на начините на готвење овде во нашите простори. Добар дел од начините на приготвување, дел од намирниците кои се користат во исхраната потекнуваат и од овој простор, меѓутоа биле донесени и на различни начини, најнапред во длабоко во историјата најчесто со војските кои што поминувале или заминувале од овде. Во времето на антиката имаме еден податок дека, и тоа зборуваат хрватските автори, зборуваат за овој момент, дека на овие простори се подготвувало едно јадење што се нарекувало златна роза, слично на мајонезот. Значи, во овој временски период имало подготовка на некаква маслена материја која помагала во приготвување на тоа јадење. Нашата кујна може да се подели и географски. Значи, овој момент е битен сега заради тоа што може да ги извлечеме јадењата кои се карактеристични за македонската кујна. Ако го земеме Охридско-Струшкиот регион, таму се автентични јадењата од риба, најчесто. Например, да речеме, тука се карактеристични и за целиот свет, не само за нас. Јадењата, како што се пастрамката подготвена на охридски начин, јадењата од јагула, јадењата од белвица и плашица, па и крапот охридски. Значи, од нив може да се направат десетици јадења кои што охриѓани, стружани и околината ги подготвувала на специфичен начин. Во Скопскиот регион, например, да речеме, го имаме скопскиот кукурек, јадења од внатрешница, додека повардарието зборува за јадење кои што се поврзани со производството на зеленчук и на овошје. Во Чеполскиот регион, еве, и самата пастромајлија кажува дека од чувањето на сточниот фонд, односно на овците, например, произлегува и пастрмата која што е карактеристична за подготовката на пастромајлијата. Сирењата ни се застапени во целиот овој простор, ги имаме и во делот на Берово, Пекчево, ги имаме шарското сирење, белото сирење кое што е единствено заштитено како автентичен македонски производ. Ги имаме различните видови сладка, како што е сладкото од смоквите, исто така заштитен македонски производ, така да може да се зборува за една плејада на јадења која што на вистина на други простори може би и не може да се замислат. Како да ги привлечеме младите, како да им ја всадиме љубовта кон негувањето на македонската традиционална храна? Ние работиме многу на таа тема. Значи, најнапред во сите наши планови и програми поврзани со готвењето, приготвувањето, а такви овде имаме многу, имаме занимање како готвачи, имаме сладкари, пекари. Во сите тие се внесени јадења кои што се автентични за македонскиот простор. Понатаму интензивно работиме на запишувањето ученици во нашето училиште, меѓутоа при тоа афирмација наоѓа секако македонската кујна, затоа што тука доаѓаат дечиња од 9 одделение. Работилниците почнаа оваа седмица во училиштето и доаѓаат
некаде околу 300 до 350 ученици од сите основни училишта во Скопје. Значи, при тоа приготвуваат јадења кои што се карактеристични за нивната возраст, меѓутоа и јадења кои што се автентични за нашиот простор. Еве да речеме, ова е од денешната работилница, која што значи имаме подготовка на пита од јаболка, имаме тавче, граф, салати. Нормално дека мора да бидат малку и полесни јадења, за да може дечињата полесно да придат кон приготвувањето. Кога некој странец би дошол кај нас на гости да ја посети Македонија, што не смее да не проба? Тавче, граф, повторно рибите од Охридскиот простор, дојренските специјалитети од риба. Тука го имаме кумановскиот месалок. Питите се распространети на сите простори, пример да речеме зелникот е како еден од тие примери. Директоре, благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вам.